Владата нема план како да се справи со инфлацијата. Повторно најавува нови мерки и покрај предупредувањата на експертите дека тие не се конзистентни и ефикасни. И додека аналитичарите бараат долгорочни мерки кои нема често да се менуваат, трговците ги намалија цените, но не доволно. Ниту министерот за економија Крешник Бектеши не е задоволен од мерките за ограничување на маржите. Трговците се жалеле дека не ги дотрошиле за лихите или пак дека немале време да ги усогласат цените. И додека граѓаните секое одење во маркет се поскапо ги чини, Бектеши најавува можно проширување на мерките на следната владина седница наредниот вторник. Без да даде повеќе детали, не исклучува ниту можност за ново замрзнување на цените. Сепак самиот вели дека тоа и не била добра опција во овој момент. Ако донесеме таква одлука во моментот, тоа ќе значи дека ќе имаме фиксна цена за секој производ. Но имајќи го во предвид дека сега во јули ќе има нова жетва, посебно на делот на пченицата, на сончокледот и слично, согласно сите анализи, ние очекуваме да бидат намалени цените на суровините. Ако ние, согласно постоечките цени, ги замрзнуваме директно цените, тоа ќе значи дека ќе имаме повисоки цени од тие кои ќе бидат после 2-3 недели. За оние трговци кои нереално ги пумпаат цените, ќе има парични казни, затворање и забрана за вршење дејност. Глобите зависно од големината на фирмата изнесуваат од 500 до 10.000 евра. Забраната за вршење дејност може да трае од 15 дена до дури 2 години, а предвидена е и забрана за вршење професија за физичките лица од 3 месеци до 1 година. Во делот на прекршочните санкции предвидена е привремена забрана за вршење на дејност и тоа во траење од 3 месеци до 2 години. Од страна на надлежен суд за среден трговец и голем трговец. И од 15 до 30 дена за микро и мал трговец од страна на Комисијата за одлучување по прекршоци. Маржите во трговијата повторно се ограничија на 5 и 10% минатиот вторник. Граѓаните се жалат дека речиси ништо не поевтинило, освен маслото за јадење и тестенините. Предходните антикризни мерки кои важеа до крајот на мај не дадоа никакви резултати. Токму минатиот месец инфлацијата се искачи на 12%, а експертите алармираат дека таа може да достигне и до 15% во јуни.